Продолжи судењето за 43 годишниот скопјенец, кој физички се пресмета со двајца малолетни фудбалери на ФК Брегалница на фудбалскиот надпревар на игралиштето Бело Брдо во Штип. На претходната главна расправа, одбраната на обвинетиот и на кутатко на еден од фудбалерите на противничкиот тим Шкупи побара симултан превод на целиот судски процес, како и превод на обвинителниот предлог, со образложение дека него говори добро македонскиот јазик и во целост него разбира обвинителниот акт. За второто рочиште Основниот суд Штип обезбеди преведувач на албански јазик. Неколку сведоци дадоа исказ пред судот, а искази дадоа и двајцата оштетени фудбалери. Според обвинението, таткото се товари дека со действие ја загрозил сигурноста на две деца родени 2010 година, нанесувајќи им телесни повреди. Освен тоа, кај оштетените останатата присутна публика и во јавноста предизвикал чувство на несигурност, загрозување и страв. Инцидентот се случи во 89-та минута од надпреварот, кога судијата поради прекршок доделил втор жолт картон, со што го исклучил од игра синот на осомнечениот, кој играл за ФК Шкупи. Незадоволен од одлуката, најпрвен синот се однесувал неспортски и со тупаници и клоци се обидел да се пресмета со еден од фудбалерите на ФК Брегалница. Тогаш на терен влегол таткото и тој со тупаници и клоци почнал да ги удира двете деца, нанесувајќи им телесни повреди, повеќе најбиеници и скршеници на нос без дислокација. На игралиштето влегли и други лица од публиката, кои спречиле на тамошна ескалација на настанот. Ново рочиште е закажано за 2 и 3 октомври, кога треба да се сослушаат останатите сведоци, а потоа ќе треба да се произнесе судот. За Сител, Трајан Ристовски.